По контролниот инспекцијски надзор во фабриката Paper Mill, што на почетокот на февруари го направил Државниот инспекторат за животна средина, било регистрирано повторно загадување на воздухот над дозволените параметри. Акредитирана лабораторија измерила надминување на граничните вредности на емисиите за цврстни честички, односно прашина и јаглероден моноксид, што излегувале од фабричкиот оџак. На 2 февруари од инспекторатот ја забранили употребата на пелети како енергенс и издале наредба во рок од 5 дена фабриката да премине на природен газ. Дополнително, таа е задолжена во рок од 5 дена откако ќе почне да користи газ, да направи нови мерења на емисиите во воздухот со акредитирана лабораторија за животна средина. Поради недозволеното испуштање штетни материи во воздухот, констатирано е прекрашување од 3-та категорија на Законот за животна средина. Поради тоа, инспекторатот повел прекрашочна постапка. Во меѓувреме, одговорното лице на фабриката веќе потпишало записник за меѓусебно спогодување, а предметот треба да го разгледа Комисијата за спогодување од Министерството за животна средина. Глобата за сторениот прекрашок за среден трговец, односно правното лице Paper Mill, изнесува од 110 до 120.000 евра во денарска противредност, а за одговорното лице глобата е 6.000 евра во денарска противредност. Се истакнува во известувањето од Државниот инспекторат за животна средина. Изречената казнена мерка против Paper Mill не е прва, со оглед што во изминатите години инспекторатот неколку пати утврдуваше нарушување на параметрите во издадената интегрирана еколошка дозвола и изрекуваше соодветни санкции. Министерството за економија и во текот на оваа година ќе ја продолжи мерката за финансиска поддршка со која ќе ги субвенционира сметките за потрошена електрична енергија на најранливите категории граѓани. До крајот на овој месец домакинствата со ниски приходи ќе можат да аплицираат за субвенционирање на сметките за струја. Јавниот повик веќе е објавен на веб страницата на Министерството за економија, а за поддршка на мерката обезбедени се 60 милиони денари. На пресконференција, министерот за економија Крешник Бектеши ја најави висината на сумата што ќе биде субвенционирана за одредени категории граѓани. Сите граѓани кои ги исполнуваат условите може да аплицираат најдоцна до крајот на февруари. Согласно програмата за самец со приоди до 18.000 денари, за домаќинство со 2 члена до 25.000 денари, за домаќинство до 3 члена до 30.000 денари, намалување на сметката ќе биде 600 денари, додека за домаќинство со 4 члена со приоди до 36.000 денари и за домаќинство со 5 члена и повеќе члена до 43.000 денари, намалувањето на сметката ќе биде 800 денари. Ова мерка годинава е проширена со други социјално ранливи категории на лица како што се корисници на правото на надоместок заради попреченост, самохрани родители кои не се евидентирани корисници на гарантирана минимална помош и корисници на право на надомест за телесно оштетување. Исто така, новина е што доколку овие домаќинства направат заштеда на електрична енергија од 10%, споредбено со истиот период минатата година, тогаш ќе имат дополнително 200 до 300 денари намалување на сметката за електрична енергија во зависност од категоријата каде спаѓаат. Министерот Бектеши додаде дека минатата година преку мерката за финансиска поддршка биле субвенционирани 4379 домаќинства, при што исплатени се 33 милиони денари. За годинава се очекува со оваа мерка да се поддржат повеќе од 8500 домаќинства, кои главно припаѓаат на ранливите категории граѓани. Основното училиште Никола Карев ќе инвестира околу 2 милиона денари за поставување фотоволтаични панели за производство на електрична енергија. Се работи за крупна инвестиција за оваа образовна институција, со што таа ќе ги намали трошоците во работењето. Средствата се обезбедени во соработка со општина Кочани, а со финансиска поддршка од централната власт во рамки на активностите за унапредување на енергетската ефикасност на образовните институции. Инсталирањето на фотоволтаичните панели
го најави градоначалникот Љупчо Папазов при неговата посета на училиштето и увидот во реконструкцијата и опремувањето на просториите во објектот. Веќе сме на пат да реализираме уште еден проект преку Источнопланскиот регион и Бирото за рамнороден регионален развој за поставување на фотоволтаици на кровот на училиштето, за која потреба самото училиште изготви и финансираше проект, со кој ќе финансираме преку Источноплански регион, како што реков, до Бирото за рамномерен регионален развој, и во поглед на енергетската ефикасност и справувањето со трошоците за електрична енергија, ќе имаме една порелаксирана ситуација. Фотоволтаичните панели ќе се постават на кровната конструкција на основното училиште Никола Карев и тие треба да ги покријат потребите за струја, односно да обезбедат целосна независност од јавната електрична мрежа. Со оглед што училишната зграда веќе има поставено термоенергетска фасада, а за затоплување на просториите се користи геотермална вода, со поставувањето на системот за добивање електрична енергија ќе се обезбеди и голема заштеда во трошоците за енергенси, како и за исполнување на високо ниво на енергетска ефикасност. По обезбедувањето на средствата се очекува наскоро да биде објавен јавен повик за избор на изведувач на работите. Инвестицијата треба да се комплетира во текот на ова полугодие од учебната година. Близу 3 милиони и 400 илјади денари планира да потроши општина Кочани за пробивање, тампонирање и поставување рабници на улици во градот и населените места. Парите се обезбедени од општинскиот буџет со намена за реализација на годишната програма за изградба и реконструкција на локалните патишта и улици. Објавена е тендерската постапка со која се бара изведувач на градежните работи, што ќе бидат продолжување на веќе започнатите активности за решавање на сообраќајната инфраструктура. Во техничката спецификација не е нагласено на кои локации ќе се изведува пробивањето и изградбата на коловозите, односно тоа ќе се прави според потребите на терен. Во објавениот повик е предвидено да се пробијат и тампонираат улици со вкупна должина од 2200 метри, а на 100 метри да се постават бетонски рабници. Освен тоа, во градежните задачи, изведувачот ќе мора да направи ископ на земја и карпи, како и да го порамни теренот со камен тампон, со што улиците би се довеле во подготовка пред асфалтирање. Исто така, обврска ќе биде да се направи и нивелирање на шахтите со бетонирање, како и да се постави метален капак. На дел од теренот, пак каде што е предвидено пробивање на улиците, неопходно е да се направи сечење на 6 поголеми и помали дрвја, при што освен стеблата треба да се отстранат и нивните корења. Рокот за пријавување на заинтересираните изведувачи по тендерската постапка трае до 22 февруари, а по потпишувањето на договорот работите ќе се реализираат сукцесивно според потребите на општина Кочани во период од 12 месеци. Пролетната сезона во првенството на третата фудбалска лига Исток ќе почне на 5 март со одигрувањето на 12-тото коло. Таква одлука донеле представниците на екипите кои се дел од третолигашкото друштво на работна средба што се одржала во Штип. Без разлика што дел од клубовите се соочија со финансиски и кадровски проблеми пред крајот на есенскиот дел, ниту еден од нив нема да се откаже од натамошното надпреварување во лигата, односно ќе ги одиграат планираните 11 кола. На средбата се разговарало и за плаќањето на обврските за котизација, што останува на минатогодишното ниво и изнесува 60.000 денари. При тоа представниците на клубовите се договориле крајниот рок за уплата на средствата да биде до 26 февруари, со што ќе се потврди подготвеноста за надпреварување, а првенството ќе има регуларен тек. Според распоредот за надпревари, во првото пролетно коло, третолигашото Согово ќе гостува во Ландово против екипата на Победа. Жолто-сините, како есенски лидери со 9 победи и 2 нерешени средби, ќе бидат фаворити на овој надпревар и треба да прокнижат нови бодови. Потврда за таквата оценка е што домашниот тим со само 5 бода го дели последното место на табелата со соседниот Вардарскиот Богданци.